Еве сме назад, минути за тоа што е на вистина културен живот во Македонија, со оглед на тоа што предстојниот викенд во Македонија, поточно во Скопје и во Битола, се случуваат на вистина, би рекла, најголемите фестивали. Едниот од областа на филмот, другиот од областа на театарот, па и по малку филм и малку музика, бидејќи млад отворен театар измеша повеќе содржини во себе. Добар ден од мене за Александра Бубевска, браќа Манаки и Русе Арсов, МКЦ и млад отворен театар. Добар ден. Сашка ни е на пат кон Битола, грабната кон нашево студио, значи фестивалот го отварате. Фестивалот се отвара во сабота на 22 септември во 19:30 традиционално со црвен килим. Со еве денеска ја објавивме информацијата дека режисерот Срđan Јаначиевиќ ни го режира отварањето, има еден перформанс, потоа има еден краток филм на Игор Иванов Изи, Љубовникот, премиера светска и македонска се разбира, а потоа е во филмот во чест на добитникот на Златната камера 300 за животно дело Роџер Дикинс, Оскаровецот, и ќе го прикажеме филмот Истребувач од 2049 или Blade Runner. Добар човек за односи со јавност, програмата барем во првиот дел на памет, без хартија пред неа. Сашка Бубевска, односи за јавност, браќа Манаки. Русе Арсов, рековме МКЦ и млад отворен театар. Почнуваме вечер. Почнуваме вечерва, 20 часот, Македонски народен театар. Почнуваме со представата Блокбастер, која што тотално неважно дали отвора театарски или филмски фестивал, има една своја моторска специфика, ние немаме црвени килими кај нас, но исто имаме многу убава публика и имаме супер програма и очекуваме да биде супер во 8 вечер. Вие сте црвени цели. Од старт. Сами по себе. Браќа Манаки, 39-то издание, а мо отрековме 43-то, јас свака како бројки ги земав, и секако на сам старт на овој разговор новини во тоа што се содржани или еве браќа Манаки рековте Срđan ќе го режира отварањето, црвениот килим е веќе традиција, битолчани што многу си го сакаат црвениот килим и Клаудија Кардинале. Да, Клаудија Кардинале е една од последните филмски диви на светската кинематографија, на италијанската, но на светската тоа сигурно. Еве и Друштвото на филмските професионалци оваа година се одлучи на една македонска дива да ја даде награда, големата звезда на македонскиот филм, тоа е Милица Стојанова. Така што, ете, тоа се возрастни актерки, нели? И убаво е да им се даде награда додека се меѓу нас, знаете, да не биде тоа постхумно. Да, тоа кажа дека е за прв пат, значи дека ќе прерасне во... Не мора да значи, бидејќи селекторите и директорите што се на Манаки, еве минатата година, например, идејата беше во центарот на вниманието, во фокусот да бидат кинематограферите. Конечно за нив и тој фестивал. Нивната работа се оценува, награди им се даваат. Оваа година имаме една звезда, предходно беа некои други концепти. Тоа е секоја година различно, за да и на публиката не биде злодевно се разбира. Така е, да биде различно. Во моментот гледаме некои инсерти кои што се предпоставам дел од програмата на браќа Манаки. Програмата е богата, оваа година има вкупно 95 филмови, 12 во главната конкуренција. Кажав, се отвара со Истребувачот, фестивалот ќе се затвори во сабота, значи следната сабота, трае цела недела, со филмот, со најновиот филм на Спајк Ли, Кјукјус Клановец. Тој е еден филм кој што предизвика доста внимание на големите фестивали, и након тоа да кажам дека нашиот уметнички директор и селекторот на главната програма, Благо Јакуновски Доре, овие филмови вообичаено, и тој самиот на пресконференција кажа, дека ги избира од главните фестивали, значи од Берлин, Кан и Венеција. Има два од Карлови Вари кои што се избрани, но повеќето се она што значи најдобриото во авторскиот филм во моментот. Рековме некои 3 или 4 години си во улога на човекот за односи со јавност на овој фестивал. Трета година. Има ли таму разлики во однос на тоа што е посетеност на Манакиевите средби?
Па се разбира дека има разлики. Или овие вечерните и големите филмови се поправило најпосетени она што се воркшопови или работилници? Морам да кажам дека се многу посетени мастер класите со еве годинава со Роџер Дикинс имаме во понеделник, во неделата Клаудија Кардинале има јавен разговор со публиката. Во последно време се многу посетени македонските филмови, студентските филмови, значи например, сега оваа година во програмата Мак Поинт, што е за македонски филмови, има 20 документарни, анимирани, кратки, долгометражни, мислам дека нема, но сакаат луѓето да ги видат новите македонски филмови. Сакаат да видат студентски филмови, нешто што го прават младите, тие што допрва доаѓаат. Така што не би рекла дека само овие главнава програма привлекува публика. Значи има исчекор. И за документарните има исто доста публика. Нема да можеш да одиш во Битола, претпоставувам. Ни случајно. Ни случајно. Така е. Мото оваа година на повеќе локации. Да се осврнеме на тие детали. Па добро, мото оваа година ќе биде во стандардно во Младинскиот културен центар на нашите две сцени. Дел од представите имаме кои што се во Македонскиот народен театар. Имаме соработка во втора година поред веќе и со кинокултура кои што ни го отвараат својот простор за да може да правиме таму представи. Имаме во Драмскиот театар нивна продукција, Универзалната сала и малата сцена на Македонската опера балет. Универзалната сала? Да, на малата сцена Универзалната сала, бидејќи представите на МОД секоја има своји специфики, своји посебни барања. На таа сала режисерката, бидејќи беше случајно присутна во Скопје, одлучи таму да биде представена низината представа, така да сме во овие 8 дена на поише места на Скопје. Како е на МКЦ и МОД како би рекла јавна институција, така? Лесно или тешко да ги спроведува своите фантастични идеи и замисли кои ги има? Па не е воопшто лесно, ако збориме од оној сега правно-законски момент. За жал кај нас се уште има еден куп на закони кои што истовремено третираат и културата и стопанството, закони кои што важат и за едните и за другите, работи кои што и како не функционираат во култура, работи кои што е, например, да не звучи сега дека не многу се фалиме, ама МКЦ е една од институциите кои јавни институции, градски или државни. Неважно, кои што па можеби највеќе продукции вади годишно, некои статистики кажуваат и дека имаме по 340 продукции годишно. Повеќе од колку што има денови во година. Да, не, 365 дена има, али да, кога ќе видите дека тоа се работи секој викенд, секој празник, не работиме првите 15 дена во јануари. Добро, вие си ги броите оние што ви се дневни матинеа, па овие вечерни и така натаму, и така ви излегуваат многу. Па и не броиме на многу други програми кои што се направи Кино Милениум под МКЦ. Исто тоа не го броиме бидејќи тоа е редовен репертоар секојдневно од 4 продукции. Русе, што издвојуваме годинава? Една недела е исто, ми рекле, голем вака период, на што ти пуваме најмногу? Па сега зборам од аспект на некој што работи на програмата на фестивалот, не можам ништо да издвојам. Значи, преку цела година се бориме овако да обезведиме ова што сега ќе го представиме, ова е резултатот таа целогодишна работа на програмата. Така да овако не би издвојувал ништо, програмата е веќе недела дена повеќе достапна, секаде веќе се голем дел и се при крај. За некои представи веќе си при крај картите, билетите, да, така да овакво стварно ќе биде неблагодарно ништо. Мора, бидејќи станува збор за фестивали кои што траат повеќе денови со атрактивна програма, да ја користиме приликата да кажеме кои се цените за блок билети или пак за поединечни представи и проекции. Јас да ви кажам се уште не знам, бидејќи тоа го одредува на Центарот за култура во Битола, во договор со фестивалот се разбира, но многу се пристапни. Знам дека минатата година за пензионерите и за студентите имавме бесплатни билети. Мислам дека и оваа година може нешто во таа смисла да има. За децата, во детската програма има исто, мислам, бесплатни. А овие што се главните се некоја символична цена, навистина достапна за секој. Така, Русе? Ние веќе неколку години практикуваме да имаме две цени на билетите. До вчера, односно до ден пред почеток на фестивалот, сите представи било која можеше да се купи по цена од 200 денари, а веќе од денеска се 300 денари за оние билети. Пресекаш има билети секако. Да. Така,
мотот неодамна музички дел. Па не, ја мислам дека од неодамна. Мотот секогаш има во тие придружни програми. А се сме гласни, супер. Сега оваа програма е погласна. Јас се концентрирам околу на драмски дел од програмата, околу тоа нашите колеги околу музичкиот сектор работеле на тоа, така да више не го приметив тој момент. Не, супер, супер. Супер што супер. Добро. Така се ги доживеале музичката како голема. Имало секогаш, има и придружни активности, имаме изложби, имаме предавања, презентации, има околу се што е еден фестивал го прави фестивал. Со години наназад си селектор и нели стоиш зад сето ова, што е тоа што на крајот те прави најсреќен? Откако се ќе заврши? Кога сите ќе се заменат од Скопје, среќни и насмејани. Да, работиме во фестивал кој што е прилично голем залак, а и театрот како медиум е прилично захтевен медиум. Така да од кога ќе ги видиме сите околу сали полни, од кога ќе видиме извештај дека сме па и може да и од претходната година некои статистика подобри и кога ќе почнат да враќаат самите гости назад, онда е се во ред. И уште ако посакаат и следната година да дојдат. Они сакаат, само што многу се низ Европа, а ние мора да селектираме нешто за тие 7, 8, 9 дена. Така, Александра, уште при крајот околу тоа што е дел од програмата на Манакиевија, тоа се секако и наградените, бидејќи таму ги има и тие. Да. Оваа година кажавме веќе, значи Клаудија Кардинале е добитничка на камера 300, на Златната камера 300 за особен придонес во светската кинематографија, Роџер Дикинс е за животно дело, а Милица Стојанова од Друштвото на филмските професионалци. Но овие другите в жирито кој ги гледа, имаме 5-чено интернационално жири и тие ќе бидат, се разбира, објавени на церемонијата на затварањето. Се разбира, не можеме да кажеме. Чекаме и мињата е прерано да ги Важно е тоа што речиси од половина од филмовите кинематограферите се гости во Битола, значи тие веќе сакаат да доаѓаат во Битола. И они заедно со сите нас, со публиката ќе чекаат. И двата фестивали со оглед на тоа што сум имала прилика да ги посетам, знам дека нудат добра забава и добро дружење. И во тој контекст сакам, нели, целата публика која што не следи и битолската и скопскава која што ќе дојде на МОТ да го послуша овој мој совет и нели ако уште размислуваат, да не размислуваат повеќе, туку да бидат дел од вашата програма. Ја тоа ќе го завршам овој дел од Студио 1, ако имате уште нешто да додадете, ќе ви дадам уште некоја минута. Ништо, само да ги поканиме сите да дојдат на овие прекрасни фестивали. Жал ми е, сакав да кажам, жал ми е што Русе не може да оди во Битола и Сашка да биде во Скопје. И во тој контекст последното прашање дали можеби треба да се размислува да се изместат датумите на овие два големи фестивали за да не се поклопуваат и за да едноставно луѓето имаат просто, да, убаво е да имаш избор, да можеш да бидеш и во Скопје и во Битола, нели? Меѓутоа зошто да не биде тоа во два различни месеци, на пример. Сабеде прочитав случајно една информација по медиумите дека во периодот од 2 таму до кај 7, 8, 9 октомври, значи во првата недела во октомври, објавија дати за веќе третиот фестивал филмски што ќе биде во Скопје во истиот период. Мислам дека правиме самите на себе си, правиме контраусловија, правиме голема гужва во програмата, стварно, но мислам дека тоа е едно многу посериозно прашање кој што треба околу на државно ниво да се реши. На крај крајот ние тоа се малку се разговаравме кога ајде речеме овие најголеми фестивали се и директно продуцирани од финансирање од Министерство за култура. Зошто да одиме самите против себе? Да се разбира, ова е проблем кој што не е од сега, тој трае со години. И мислам дека треба раководните луѓе на фестивалите да седнат и да се договорат. Конечно, бидејќи публиката е сепак истата, а и не е фер да и се дава таков избор или таму или таму. Или таму, особено нели кога станува збор за два различни градови. Посакувам, да. Едно министерство. Ви посакувам успешни фестивали. Нашата екипа ќе ве следи и низ нашата програма секако ќе коментираме што оваа година можевме да видиме на Манакиеви или на МОТ. Елена, 16 часот повторно е термин за тебе од твојот агол. Имаме нешто ново или? Имаме нови информации, да, нови детали од терен. Ги повикувам гледачите секако да останат и во продолжение. Вестите почнуваат веднаш по кратката пауза.